Ако во фокусот беа редакциите и медиумите кои од себични, најчесто политички причини ја злоупотребуваа вистината, вистинската битка сега се префрла на големиот терен, од каде појасно се гледа дека неодговорните новинари се само продукт на тренд, кој не само што му штети на општественото, туку представува директна закана и за човечкото здравје. Ние до вчера се боревме со лажните вести во новинарството. Сега мислам дека делумно треба да се бориме со лажните вести, можеби кај граѓаните кои што не даваат точна анамнеза дали се болни или не. На тој незатворен фронт се отвара нов и тоа крсташки. Структурите на кои изгледа поблиски им се практиките од средниот век, не само што не успеваат да се адаптираат на совремието, туку ги обележуваат и фрлаат анатема на сите оние кои само се обидуваат да влијаат, да не се намали бројот на нивната патства, оти за разлика од препораките на црквата, кои се концентрираат на објекти, лекарските се однесуваат на живите битија. Некој нам ни се заканува и не заплашува дека токму во храмовите ќе се проширела заразата и од светата прича ќе се разболеле верници. Што друго да подразбереме освен тоа што џаволот ги користи некои луѓе за да му наштети на верниот народ да и напакости на светата црква. Никој никому не сака да напакости, како што постојано глаголи истиот тој митрополит, кој како и Малкумина беше противник на дел од процесите кои во најголем дел ги ставаат сите верници и неверници на патеката која државата има зацртано уште пред речиси 30 години. За разлика пак од него, голема е групата која стави се на една карта и во отсуство на обложувалници се обидуваше да прогнозира исход, од кој, без оглед на тоа кој е политичкиот губитник или добитник, единствено во ќар е татковината. Значи, причината зашто сега само официјално велеше дека го подпишува Преспасовскиот договор е затоа што очекуваат да добијат датум за почеток на преговори со Европската Унија во 2018 година. Денес сме 2020 година, Македонија абер нема од почеток на преговори со Европската Унија. И веројатно тоа така ќе остане за жал. Ексклузивно за Алфа веќе ва кажувам дека во март нема да има датум за почеток на преговори. За среќа таквиот исход не се случи, ако бројот на облажувачи па и однадвор очигледно бил голем, особено кога такво нешто признаваат и влијателни регионални играчи. Тие експоненти на политика на огради која се креваше околу земјава сега дури се прозаична негација на кампањата за економски патриотизам. А коската околу која се вртела политиката, а може би и натаму се врти, свртена кон север. Код Заева си први из Београда отишao у време кад су сви сањали како да ga сруше, како да очувају власт Груевско кој е овде био. Ти кога се сеќаш, био е саветник Боже Ѓелиќа за увоđење ПДВ-а и ми смо били на нjegovoj страни, а не на страни Заева кој е слao лубенице на наше пијаце и кој е слao најбоји ајвар у београдске продавнице. Тоа пак не значи дека се може да се продаде, како наводното владино единство кое очигледно не функционира ниту на техничко ниво. Останува дилемата за причините, но одговорност за представникот на мнозинството е да го прифати во моментот послабиот. А неодговорно е пред очите на јавноста да се кажуваат информации кои едноставно се демонтираат. Министерот е на друга локација, сакаме да се расподелиме, да бидеме на повеќе локации. Дали има некаков договор кој каде да биде? Генерално не знам јас дека е премиерот излезен. И на крајот, кога навистина треба да се направи вистинска распределба и секој да помогне. И работниците, а и газдите. Со маска, со ракавици, со средства за инфекција, джипот го дезинфицира. На тркалата прска, верувајте. А работниците се оставени без заштита. И сега они ќе глумат лудило. Аме, која криза одма плачат. Треба сега да се покаже. Сега треба да ги изведат средствата. И ако секој Сизиф си го фали својот камен, овој пат тие чии навистина е помал, треба да го подметнат својот грб и да помогнат. И тој да не стане претежок за тие кои не можат да го износат.